Па самиот адвокат има соодветни обврски одговорности кои што се уредени во Законот за бесплатна правна помош. Пред се он е должен да соработува со Министерството за правда и со странката за конкретната правна работа за која што е назначен. Исто така, она што е значено да се спомене е дека самиот адвокат е должен да се движи и да ја пружа секундарната правна помош единствено за онаа правна работа конкретно наведена во потврдата за одобрување за секундарна правна помош, доколку и да не се оддалечува од она што е предмет на одобрена, од она што представува предмет на одобрена секундарна правна помош. Исто така не е дозволено да прима од странката парични средства, да бара наплата на соодветни надоместоци, да бара наплата на соодветни трошоци. Исто така и доколку Министерството се обрати до адвокатот и побара дополнителни податоци, истиот е должен да ги обезбеди соодветните податоци, дополнителни податоци кои што Министерството оценило дека се потребни со цел да се утврди потребата потребата за обезбедување на бесплатна правна помош. Самото недавање на дополнителни податоци, несоработката со корисникот или со Министерството и ред други прашања кои што се детално уредени во законот представуваат основ адвокатот да биде избришан од соодветниот регистар, како и да не му се исплати на доместот за бесплатната правна помош, доколку например се утврди дека истиот се движел надвор од она што представува одобрена секундарна помош, доколку излегол надвор од своите овластувања, прецизно утврдени со потврдата.